Добре дојдовте во урбаните вести. Нов парк ќе никне во Скопје. Ова е само најава за вестите. Останете со нас, следува кусиот преглед од насловите за денеска. На 1 септември забава за сите првачења од општина Газибаба во салата во Автокоманда. Министерот за транспорт и врски Сугаревски во посета на општини Линден. Шилегов најави изградба на нов парк зад Македонската филхармонија. Од сабота бесплатно микрочипирање на домашни миленици. На 1 септември од 11 часот во спортската сала во Автокоманда се организира забава за сите првачења од општина Газибаба. За таа цел градоначалникот Борис Георгиевски ги повика родителите да ги донесат првачињата на оваа забава, која ќе биде богата со музика, танцување и анимација. Општина Газибаба за прв пат оваа година стартот на учебната година на новите ученици првачиња ќе започне на поинаков начин. Во спортската сала во Автокоманда на 1 септември в сабота од 11 часот ќе биде организирана забава со музика, танцување и анимација за сите првачиња од сите основни училишта на територија на општина Газибаба. Годинава во училиштата во цела општина запишани се 760 првачиња. И сите првачиња заедно со своите родители поканети се на големата забава која ја организира градоначалникот на општината Борис Георгиевски. За прв пат организираме настап по повод започнувањето на образовниот процес за сите првачиња кои ќе учат во основните училишта на територија на Газибаба. Зборното место е спортската сала во Автокоманда од 11 часот на 1 септември во сабота. Целта е да им посакаме среќа во една нова етапа од нивниот живот, кога од деца без грижи треба да станат одговорни ученици. Манифестацијата е наменета за околу 760 првачиња, а ќе има и богата програма, проследена со музика, танцување, игри и анимација, во која ќе учествуваат и првачињата. Затоа ги повикувам сите родители да ги донесат своите деца, кои ќе бидат идни првачиња, за заедно да го одбележиме почетокот на учебната година. Градоначалникот Георгиевски посочи дека во пресрет на новата учебна година сите училишта се подготвени да ги дочекаат учениците. Летниот период се искористи да се уреди внатрешниот и надворешниот дел на училиштата, за да бидат чисти и подготвени за почетокот на новата учебна година. Во текот на летото се изврши реконструкција на основното училиште Наум Номовски Борче, а следува замена на старите со нови прозорци во основното училиште Стив Наумов, како и промена на кровот на основното училиште Njegош. Георгиевски додаде дека покрај основното училиште 25 мај во Ченто и другите училишта од општината ќе добијат смарт дигитални табли со кои им се олеснува работата на наставниците и учениците. Уредување и изградба на нов парк на просторот зад објектот на Македонска филхармонија, кој со години беше неуреден, најави денеска градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, одговарајќи на советничко прашање на седницата на Советот на град Скопје. Запуштениот простор зад Македонската филхармонија ќе прерасне во нов парк, најави денеска градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Овој простор со години се користи како нелегален див паркинг, бидејќи станува збор за неасфалтирана површина. На ова место паркираните возила разнесуваат прашина која дополнително го загадува воздухот и кал во дождливите денови кој по напуштањето на паркингот се разнесува по улиците. При тоа подземниот паркинг под Македонската опера и балет и филхармонијата, иако има огромен капацитет, стои неискористен, рече Шилегов одговарајќи на прашање на советник во Советот на град Скопје во врска со тоа дали ни се заканува нова узурпација на овој простор од типот на Скопје 2014. Додаде дека на ова место ќе биде изграден парк со површина од 14.000 метри квадратни, што го прави поголем и од паркот Жена Борец. Од овие 14.000 метри квадратни за зеленило се предвидени околу 8.000 метри квадратни, во рамки на кои покрај постојните 23 дрвја ќе бидат засадени уште 60 на нови садници. Остатокот од површината ќе биде зафатен со пешачки и велосипедски патеки, клупи, корпи за отпадоци, чешми, канделабри за осветлување и друго. Од сабота започнува бесплатно микрочипирање на домашни миленици. Собствениците ќе треба да платат само 120 денари за издавање пасош за домашен миленик, што ќе може да го потребат при патување надвор од државата.
Утре на веб страницата на Агенцијата за храна и ветеринарство ќе биде објавена листата на ветеринарни друштва со кои е склучен договор за чипирање. Од сабота 1 септември почнува кампањата за бесплатна идентификација и регистрација на домашните миленици, кучиња и мачки, што ќе трае до 31 март идната година или до потрошувањето на набавената количина од 100.000 микрочипови. Ке се спроведува по принципот прв дојден, прв услужен. За спроведување на кампањата, Агенцијата за храна и ветеринарство склучи договор со 135 ветеринарни друштва, кои ќе извршат бесплатна апликација на микрочипови кај домашните миленици и ќе ги внесат податоците во информативниот систем на Агенцијата за храна и ветеринарство. Собствениците ќе треба да платат само 120 денари за издавање пасош за домашен миленик, што ќе може да го употребуваат при патување надвор од државата. Утре на веб страницата на Агенцијата ќе биде објавена листа на ветеринарни друштва со која е склучен договорот, во која ќе стојат телефонските броеви и електронската пошта на ветеринарното друштво, за да можат собствениците да стапат во контакт. Секој собственик има законска обврска да го микрочипира својот миленик и доколку не ја спроведе, предвидена е санкција од 30 евра во денарска противредност. После завршувањето на кампањата, Агенцијата за храна и ветеринарство ќе спроведе зајакнати контроли за да провери дали собствениците извршиле идентификација и регистрација на нивните домашни миленици. Граѓаните кои нема да искористат бесплатната апликација за микрочипирање, ќе треба да платат 800 денари само за микрочипот и дополнителни средства за апликација. Во работна посета на општина Илинден денеска беше министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, каде со градоначалникот Жика Стојановски разговара за начините и можностите за реализација на капитални проекти, посебно во делот на патната и комуналната инфраструктура. Општина Илинден денеска ја посети министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, кој се сретна со градоначалникот Жика Стојановски. Посетата, како што изјави министерот Сугаревски, е во рамки на посетите на општините од страна на Министерството за транспорт и врски, додавајќи дека градоначалникот Стојановски го информирал за тековите и идните проекти на општина Илинден. Министерот Сугаревски додаде дека покрај кредитната линија од Европска инвестициона банка од страна на владата на Република Македонија се собираат проекти кои во моментов се разгледуваат, со цел тие проекти да бидат реализирани. Од страна на Министерството за транспорт и врски изготвена беше информација во делот на изградбата на локални патишта. Тоа е кредитна линија која што очекуваме во наредниот период да биде реализирана. Анализите кои што беа правени таму и во ЗЕЛС, се разбира во јавното претпријатие за државни патишта, ги очекуваме да дојдат и потоа со нова информација до влада да се задолжи Министерството за финансии да имаме кредит, да добиеме кредит меѓу 70 и 100 милиони евра во зависност од проектите кои што ќе бидат доставени од општините, се со цел да тие проекти бидат реализирани. На тој начин во најголема мера им помогнеме на општините и во делот на канализациите, водоводите и се разбира локалните патишти, со тоа се разбира ја подобриме комплетно инфраструктурата во сите општини во Република Македонија. Градоначалникот Жика Стојановски истакна дека на средбата се разговарало за начините и можностите за реализација на капитални проекти, посебно во делот на патната и комуналната инфраструктура. Стојановски додаде дека локалната самоуправа е подготвена во делот на проектната документација. Одредени проекти се поднесени. Локалната самоуправа е подготвена во делот на проектна документација. Одредени проекти се поднесени. Целта е како да најдеме можности за да реализираме проектите кои што се дефинирани по приоритет од страна на граѓаните, нивна реализација и со тоа подобрување на условите и квалитетот на животот на граѓаните во општина Илинден. Кога институциите остануваат глуви, кога правната држава не функционира, живиот штит е единствената и последна опција оставена во рацете на граѓаните. Велат од граѓанската иницијатива Го сакам водно, откако вчера продолжија градежните работи за изградба на гасоводот на Водно, а тие со жив штит се обидоа да ги спречат. Вчера продолжија градежните активности за изградба на гасоводот преку Водно. Од граѓанската иницијатива Го сакам водно вела дека изградбата е на диво, затоа што се работи без почитување на цела листа прописи и законски обврски и многу пропусти, за кои, како што соопштуваат, поднесени се представки до разни инспекторати, но се уште се без резултат.
Од иницијативата Ако сакам водно, за заканите по живот и наредбата да се гази се пред себе, очекуваат отстранување на тоа лице од понатамошна работа на овој проект, покренување дисциплинска постапка и транспарентно објавување на целиот процес, да не остане само на декларативно искажани зборови без преземени акции. Сите неправилности кои ние ги предочивме се игнорираат, како да не постојат. Ниту еден механизам кој институциите, државата ги има на располагање не е покренат. Проектот наместо да претрпи сериозна ревизија, се тера на сила, на диво. Кога институциите остануваат глуви, што преостанува освен жив штит? Соопштуваат од Го сакам водно. Тие бараат дебата со директорот на МЕР, градоначалникот на Скопје и заменик министерот на животна средина и просторно планирање, каде јавно ќе ги изнесат нивните аргументи. Исто така бараат ревизија на проектот и постапување на институциите по доставените преставки, нивна меѓусебна соработка, а не иземање од надлежностите и недалување, како и одговорност за сите наведени пропусти и прекршени законски обврски и казнивост. Родителите на децата од општина Аеродром нема повеќе да плаќаат за обезбедување во училиштата и градинките. Оваа обврска од 1 септември ја презема општина Аеродром. Општина Аеродром од 1 септември ги презема трошоците за обезбедување на основните училишта и детските градинки што досега ги плаќаа родителите. За обезбедување на училиштата и градинките од општинскиот буџет ќе бидат издвоени 5 милиони денари. Преку овој проект не само што се грижиме за безбедноста на децата, туку сакаме и да им помогнеме на родителите да ги намалат трошоците за обезбедување на своите деца. Одлуката за преземање на трошоците за обезбедување на училиштата и градинките е дел од пакетот мерки за помош на родителите на стартот на новата учебна година, заедно со еднократната помош од 3500 денари за секое прваче, соопштија од општина Аеродром. Денеска и утре на Универзитетот Свети Кирил и Методи се спроведува запишувањето студенти во академската 2018-2019 година. На овој универзитет слободни се вкупно 11.661 место, а академската година ќе започне на 1 октомври, како што почнуваше пред 10 години. На Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје денеска и утре ќе се спроведе првиот рок за пријавување на кандидатите за запишување во прва година до дипломски студии во академската 2018-2019 година. Согласно новиот закон за високо образование, почетокот на студиската година наместо на 15 септември ќе биде на 1 октомври, како што почнуваше до пред 10 години. Според конкурсот кој Универзитетот Свети Кирил и Методи го објави во јуни, слободни се вкупно 11.661 место, од кои за редовни во државна квота има 5.913, редовни со кофинансирање на студиите 4.573 и за вонредни студенти 1.175 места. Како и во минатите години, цената за редовно студирање е 200 евра, а за кофинансирање на студиите и за вонредни е 400 евра. Условите и критериумите за запишување и потребните документи се појаснети во конкурсот, објавен на веб страницата ukim.edu.mk. Вториот рок за упис на УКИМ е на 13 и 14 септември, а третиот рок на 24 септември на факултетите на кои ќе има слободни места. Најдобрите ученици во средните училишта ќе добијат стипендии во висина од 2970 денари. Оваа одлука беше донесена на вчерашната седница на владата. Владата на вчерашната седница, согласно одлуката за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта за учебната 2018-2019 година, донесе одлука 100 талентирани ученици и 80 талентирани ученици спортисти да добиваат стипендија во висина од 2970 денари. Покрај тоа, 100 ученици со посебни потреби, 50 ученици деца без родители, ќе добијат стипендија од 2750 денари, а 400 ученици ќе добијат стипендија за социјална поддршка од 2200 денари. Стипендии се предвидени и за учениците роми, информираат од владината прес-служба. Владата исто така донесе одлука за доделување на 50 стипендии на странски државјани од интерес на Република Македонија, односно за студенти со македонско потекло кои живеат во државите на Балканскиот полуостров.
Стипендии ќе добијат студентите кои ќе се запишат како редовни студенти на државните универзитети Свети Кирил и Методи Скопје, Свети Климент Охридски Битола, Гоце Делчев Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле Охрид, Мајка Тереза Скопје и Универзитетот во Тетово во студиската 2018-2019 година. Третата фаза од авионската и теристична дезинсекција на подрачјето на градот Скопје против ларви од кумарци ќе се изврши утре, додека четвртата фаза од теристичната дезинсекција против возрастни форми на кумарци ќе почне в понеделник, информираат од град Скопје. Третата авионска дезинсекција на подрачјето на градот Скопје против ларви од кумарци ќе се изврши утре во раните утрински часови, а теристичната дезинсекција против ларви од кумарци во текот на денот. Теристичната дезинсекција пак против возрастни форми на кумарци ќе почне в понеделник и ќе заврши најдоцна до петок на 7 септември, соопшти град Скопје. Доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на дезинсекцијата, авионското прскање ќе се изврши првиот нареден ден, кога ќе бидат поволни временските услови, во истиот термин, а согласно на тоа ќе се извршува и теристичната дезинсекција. Градските власти ги повикуваат пчеларите на времено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Нестабилно време со пороен дожд и грмежи се очекува утре попладне во западните планински подрачја на државата. Предпладне ќе биде сончево и топло со максимална температура до 35 степени. Локална нестабилност ќе има и в сабота, околу пладне, претежно во западните и североисточните делови. В недела и понеделник ќе биде стабилно и суво со температури до 36 степени. Нова дестабилизација на времето се очекува повторно во вторник кон среда. Во Скопје времето утре ќе биде претежно сончево со температура до 32 степени. За време на викендот температурата ќе достигне 32 степени в сабота, недела 33 и понеделник 33 степени. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести на Прва Скопска. Ви благодарам на вниманието, а повеќе информации може да најдете на нашата веб страна и на социјалните мрежи Facebook и Twitter и YouTube каналот. Пријатно!